На кој начин и да дошле до документите и Бранко и Мија, сепак тие се тука на увид на јавноста и нели јавноста има право да знае кој ја кажува вистината, а кој лаже. Како најдобро да го направиме тоа? Еве, Бранко има еден предлог. И затоа, господине Груевски, ајде да му ја кажеме вистината на македонскиот народ. Ајде веќе еднаш јас и вие да седнеме на едно јавно соочување, на еден ТВ дуел и пред целата македонска јавност да ги предочиме фактите и да ги соочиме аргументите. Да проговориме за се, буквално за се што било досега, но што е уште поважно и за тоа кој каква иднина нуди за нашата земја. Па народот нека гледа и сам нека заклучи кој е патриот, а кој предавник, кој е одговорен, а кој неодговорен политичар. Господине Груевски, ајде одважете се, охрабрете се и еднаш прифатете соочување со мене на јавна сцена. Тоа е тоа, почитувани гледачи, ТВ дуел. Нешто што го гледаме само по странски држави, нешто што скоро и да сме заборавиле како изгледа, но нешто што дефинитивно ни е потребно. ТВ дуел. Да, мислам дека конечно му дојде време на дуелот. Ако досега нели немаше што да се зборува со опозицијата, бидејќи тие нели ништо не направиле, што да се прави муаве со нив, ако досега власта беше посветена на реформите и зборуваше само со народот, сега дефинитивно има за што да се зборува. И мислам дека ова е тема за која мора да ги добиеме вистинските одговори. Па, ајде да слушнеме што вели премиерот, дали тој е спремен, дали тој е подготвен за ТВ дуел. Почитувани, во врска со денешниот повик за ТВ дуел од страна на господинот Бранко Црвенковски, со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, би сакале да го дадеме следниот краток коментар. Да, ќе го дадете следниот коментар, само мене ова не ми е баш најјасно. Зошто следниот краток коментар го дава Илија Димовски, а не Никола Груевски? А Бранко го повика Никола, не Илија. Ама хајде да слушнеме следниот краток коментар и да видиме дали конечно ќе можеме да видиме дуел. Целта на овој повик е со калта во која што се наоѓа Бранко Црвенковски да се изгнаси и Никола Груевски. Најголемиот дуел меѓу нив двајцата се случи пред неполни 10 месеци на последните парламентарни избори. Дуел кој Црвенковски го изгуби и затоа е во опозиција. Следниот дуел доаѓа на наредните избори, каде граѓаните повторно ќе гласаат и ние тој дуел со нетрпение го очекуваме. Да, благодарам и на вас, господине Димовски, само мене се уште ми звучи чудно се ова, мислам. Сега, на вистина, да, граѓаните гласа и веќе гласа вас на минатите избори, ама не знам зошто не би седнале 20 лидери на иста маса да дискутираат за едно вака важно прашање. Море како важно за најважното прашање во оваа земја. Навистина чудно е, не знам, да не е некаква грешка бе ова. Јас го знам премиерот Груевски како најголем бранител на името, како најголем патриот и како најголем чувар на македонскиот идентитет. И не знам зошто тој не би сакал да разговара за една вака важна тема. Режија, тај проверете да не има некаква изјава премиерот Груевски по оваа тема. Може би неговите во партија не го разбрале, може би по автоматизам ја дале оваа изјава, може би не знаат. Во тоа негово интервју господинот Црвенковски на некој начин, ако може така со спортски жаргон да се изразам, се прекомбинира, се изрибува сам себе си. И нормално беше и се очекуваше дека човек што толку многу секојдневно се занимава со шпекулации, со манипулации, со извртување на вистината, со извртување на фактите, со обид за манипулација на граѓаните, нормално беше во еден момент да се изриба сами од себе. Добро, мислам дека знам на каде оди изјавава. Што значи, тоа е тоа, премиере. Откако Бранко очилено самиот си се издрибила, време е вие да ја земете топката, да шутирате и да му дадете гол, да му ја затресете мрежата. Леле, да, значи ова е тој момент што се чекаше. Леле, како само добро си се намести, Бранко. Ау, да. Сигурно сега жали што воопшто го отворила ова прашање. И да, нели бев во право?
Како премиерот би пропуштил една ваква можност да дискутира за ова најважно наше прашање. Да, значи, ајде да го слушнеме остатокот од изјавата на премиерот. Веројатно сега следува делот каде тој што ќе го прифати повикот за дуел и ќе го растури Бранко, онака партали да летаат од него. Нормално беше во еден момент да се издрибал сами за себе и сега не знае како да се извади. Еве сега пред малку се чув држав пресконференција, ме викал на ТВ дуел, сака да се извади да не речемо што. Во основа, ако е одговорен политичар, не би требало на вакви емисии или на било какви настапи во јавноста да вади државни документи што се одбележани со државна тајна, да зборува за детали и на некој начин да е дополнително нарушува позицијата на Република Македонија. Добро, во ред тоа за тајната знаеме, нели? Треба да го затворат, ама тај барем пред да го затворат, барем еден дуел да видиме. Јас не знам како е можно ова. Ем кажувате дека самиот си се издрибило, ем не сакате да ја земете топката, да му забиете еден гол, море да му забиете едно 10, едно 15 гола, онака, да не знаеш што го снашло. Мислам, ама да, добро, веројатно премиерот се сожалил, веќе човеков треба да оди во затвор. Барем да не мора и неговата кариера да заврши на еден ваков трагичен начин со тоа што премиерот ќе го растори на ТВ дуел. Да, не оди тоа. Не е убаво.